Согласно член 22, став 1 од алинеја 7 од Законот за локална самоуправа и согласно член 11, став 1 алинеја 1 и 9 од Законот за социјална заштита, општините обезбедуваат, спроведуваат социјални заштити и даваат финансиски средства за вршење на работа од социјалната заштита и на сите здружени и правни лица. Согласно донесениот социјален план на општина Куманово, зголемена е потребата за успоставување на нови мерки и согласно тоа интересите на граѓаните во општина Куманово да видат на повисоко ниво. Заради транспарентноста при поставување на постапката за доделување на финансиските средства, од правен аспект, одлуката јас проведува градоначалникот на општина Куманово со распишан јавен повик, а постапката после тоа беше со донесување на одлука со Советот на општина Куманово. Финансиската поддршка на здруженијата кои се однесува за вршење на социјална заштита, а согласно истражувањата што претходно ги имавме направено преку секторот за социјален план, заедно со невладините организација, Советникот за млади, Центарот за социјални работи и сите инволвирани страни, додовме до заклучок дека се потребни нови иновативни социјални услуги и заради тоа финансиската поддршка и подготовка на воспоставување на нови иновативни социјални услуги на територија на општина Куманово, пропишани со закон, го пуштивме јавниот оглас во кој установивме дека потребните нови услуги се услуга за информирање, упатување, услуга на стручна помош и давање поддршка, услови за советување, услуга на домот, услуга за дом, услуга за заедница, вон заедница и така натаму. Мислам дека најбитниот дел од сето тоа беше подготовка на документација за лиценцирање на веќе не воспоставени социјални услуги на општина Куманово и други работи во областа на социјалната заштита кои се од големо значење на граѓаните на општина Куманово, а воедно опфаќаат низа мерки и активности преку остварување и унапредување на социјалната заштита на локал ниво. Оваа година јавниот повик кој траеше 15 дена, имавме интерес од 5 здруженија кои веќе учествуваа во подготовка на социјалниот план и заедно со нивно мапирање востанивме неколку нови услуги. Тоа се првенствено наши организации кои веќе работат, долго години работат со социјалните аспекти и елементи во општина Куманово. Прва од нив беше порака наша, таа аплицираше со нова социјална услуга за рехабилитација, реинтеграција на лица со умерена тешка попреченост над 18 години, што е и такако битна за наша општина. Втора невладина организација беше инклузива, таа аплицираше за воспоставување на нови социјални услуги и тоа е центар на индивидуални услуги на деца со попреченост во општина Куманово и опрема на училишта, тоа е сензорни соби. Таа услуга вклучува индивидуални третмани за деца од страна на стручни лица, социјални работници, дефектологи, логопед, психолог. Потребата од развој на оваа услуга произлезе исто така од истражувањето што го направи невладината организација Инклузива, го спроведе минатата година. Исто така трета организација беше Црвен крст Куманово која аплицираше со услуга на грижа на лица во домашни услуги. Исто така таа невладина организација, него Црвениот крст, веќе прави неколку години. Ние сакаме да ги подобриме условите на старите лица и во ангажирање на негователи во домашни услови. Четвртата организација беше невладината организација Мајка. Таа аплицираше за обезбедување на одржливост на советувалиштето на жртви од родово базиро и семено насилство. Тоа е комфорт зона на жените. Бидејќи претходната година советувалиштето беше отворено преку програмата на Релоат, поддржана од страна на UNDP општина Куманово, и последната организација беше Центар на ромската заедница Дром. Услугата беше со аплицирање на поддршка на деца на улица, кој овој, да не кажам, еден од најголемите сегменти на општина Куманово кои сме сите инволвирани. Оваа услуга опфаќа тргање на деца од улица, нивно неколку часовно здружување во центарот, каде што ќе се работи со нив на личните хигиенски навики, вклучување во образовниот процес, учење на пишување, помагање во домашните задачи. И станува збор за деца кои секојдневно ние самите ги гледаме на раскрсниците како питачат, деца кои за жал се злоупотребуваат, деца кои употребуваат психотропни супстанции и деца кои подолг временски период од денот преставуваат во некои напуштени објекти и се изложени на секаков вид експлоатација. Исто така голема благодарност до градоначалникот Максим Димитриевски кој ги препозна потребите на граѓаните на општина Куманово и заедно со Советот на општина Куманово едногласно беа усвоени.
Се надеваме дека следната година ќе имаме поголеми финансиски средства, нови идеи кои ќе ги подобрат условите на нашите сограѓани. Оваа година финансиските средства беа 3 милиони, претходната година беа 2 милиони, претходната година имавме 2 организации, оваа година 5. Веќе имаме разговарано со некои нови организации што работат на оваа тематика и како се среќни и задоволни од овој повик, кои сакаат волонтерски да се вклучат во подобрување на услугите на општина Куманово. Една од алинеите беше помош при аплицирање, тоест аплицирање за лиценцирање на невладините организации. Можам да изразам голема благодарност до невладината организација Порака наша. Веќе во февруари, кога се сретна комисијата од МЗШ, од Министерството за труд и социјална политика, веќе добија лиценца. Веќе невладината организација Инклузива, Црвен крст и Мајка веќе се во теков на состојба и чекаат комисија, која мислиме дека до крај на месец јуни сигурно ќе ги земат, бидејќи документацијата им е целосно завршена. И исто така невладината организација Дром веќе сме во подготовка на сите документации кои им се потребни на нив и веќе заедно ги завршивме сите потребни документи што веќе тие ги немаат, да ги завршиме до крајот на тековниот месец и мислам дека веќе од месец април ќе бидат целосни и тие ќе аплицираат и ќе добијат лиценцата. Што е битно со лиценцата, бидејќи многу сограѓани не се запознаени, секоја организација невладина која ќе ја добие лиценцата, лиценцирање, имаат право преку министерството директно да аплицираат на нивниот повик и да не кажам 100% зависи од буџетот на Република Македонија, согласно тоа тие добиваат директно средства од министерството. Со тоа ние ќе отвориме нови гранки, нови можности на нови организации, бидејќи потребите на тие организации веќе ќе бидат финансиски одржливи од страна на министерството.